Кога ја започнавме 19 глава, рековме дека ќе застанеме каде? Кај крстот, пред крстот, бидејќи тоа е средиштето на се. И баш тука, под тој крст, на тој крст, има многу пораки, има многу што да се научи. И денес сакам да разбереме дека ниту едно човечко суштество нема ни најмал удел во спасението. Дека се тоа е од Бог и од никој друг. И денес после она кога ги видовме оние исполнети пророштва под крстот, до крстот и на крстот, ќе видиме еден детал кој е битен, а Јован многу кратко го опишува во своето Евангелие. И ајде да го прочитам овај многу краток текст за денеска. Јован, Евангелие според Јован, 19 глава, од 25 до 27 стих. Значи многу кратко. А при Исусовиот крст стоја мајка му и сестрата на неговата мајка, Марија Клопина и Марија Магдалена. А Исус штом ја виде мајка си и покрај неа ученикот кого го љубеше и рече на мајка си: "Жено, ете ти син." Потоа му рече на ученикот: "Ете ти мајка", и од тој час ученикот ја зеде при себе. Значи, Јован овдека што ни кажува? Дека под Исусовиот крст имало и жени, меѓу тие жени стоела и неговата мајка Марија. Марија, која кај многу луѓе побудува големи духовни чувства, како пресвета, мајка Марија, владичица, мајчичка, богородичка. И би рекол кај повеќе од половината, 70-80% луѓе овдека кај нас, во Македонија. Па и огромен број во светот. И тука мора да застане. Бидејќи ова е многу осетливо прашање. Во мнозинството православни држави, како што е Македонија, па и во мнозинството католички држави, прашањето за Марија, за мариологијата, е многу осетливо прашање. Овдека кај нас на овие простори имаме многу цркви, многу манастири што го носат незиното име. И многу луѓе и се поклонуваат. И ова прашање многу често се заобиколено прашање. Во тоа екуменизам, во тоа приближување, во тоа некое единство се зборува многу често за она што е заедничко, а се избегнува она што не разликува, она што не е разлика. А треба, како рековме, искрено, без толеранција. Нема толерирање. Видовме во 18 глава дека христијанинот е пријател на вистината. Исус вели: "Се родив за да сведочам за вистината и секој што е пријател на вистината го слушам од глас." Христијаните по природа, по наново раѓањето, се пријатели на вистината. Тогаш каква е таа вистина, ако од друга страна е лага? Значи, вистината во суштина ја разоткрива полувистината и лагата. И ние сме должни во понизност секогаш да ја кажеме вистината. Ние како христијани не да бидеме познати само по тоа во што веруваме, туку и по тоа во што не веруваме. И по тоа треба да бидеме познати. Нагласувам, и по тоа во што не веруваме. И по тоа зошто не веруваме во тоа што не веруваме. И само така ќе бидеме разбрани пред другите. Инаку само ќе ги збуниме и онака збунетите би рекол. Црквата што треба да биде? Столб и подлога на вистината. Но треба да се бориме за вистината. Но во борбата за вистината
Мораме многу да внимаваме борбата да не ни стане поважна од самата вистина. А човекот е таков по природа. Не е најважно да се биде секогаш во право. Најважно е вистината, не мојата вистина, туку Божијата вистина. А човекот секогаш поиќе да нагласува таа борба за вистината, за секогаш тој да биде во право. Не, битна е Божијата вистина, вистината, бидејќи Бог е вистина, Исус е вистина, Светиот Дух е вистина. Но свети ги во својата вистина, твоето слово е вистината. Тоа се основите на Евангелието и на христијанството. Лагата и вистината не одат заедно. Бог е вистинит, но кажавме дека Бог е и љубов. И сега што значи да зборуваш за вистината без љубов? Нема смисла. Тоа би било депласирана вистина или би било бруталност. Тоа не е урамнотежена вистина. Ако вистината ја кажувам без љубов. А крстот, реков, има една совршена рамнотежа, нема вака. Во рамнотежа е сето. Но ајде да се вратиме на нашиот текст. Значи, Марија, мајката на нашиот Господ, во Новиот Завет се спомнува неколку пати и таа изговара само неколку кратки реченици. Освен онаа химна што е и таа од неколку реченици. Од Евангелието на Лука дознаваме тоа дека била избрана, дека нашла милост пред Бога, кој го испрати ангелот Гаврил точно кај незе, а не го испрати кај некоја друга жена. Значи, ајде да прочитаме Лука 1 глава од 26 до 33 стих. А на 6-тиот месец Бог го испрати ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет, при девица свршена за маж по име Јосиф од Давидовиот дом, а името на девицата беше Марија. И кога ангелот дојде при неја и рече: радувај се, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. Таа се уплаши од тој збор и размислуваше каков поздрав ќе биде тоа. Тогаш ангелот и рече: не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете ќе зачнеш и ќе родиш син и ќе му го дадеш името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот. И Господ Бог ќе му го даде престолот на неговиот татко Давид и ќе царува над Јакововиот дом довека и неговото царство не ќе има крај. Значи гледаме што и вели: си нашла милост пред Бога, и вели ангелот. Значи не и вели откој ќе родиш ќе најдиш милост, него си нашла. Значи уште тогаш е избрал при една девица. Можела да биде и друга жена, но ете, Бог ја избира Марија. Не друга жена. Потоа Лука запишува дека била многу понизна, таа била послушна и била верна, била пример на послушност и вера. Таа на повикот како одговара во 38 стих: еве ја, Господовата слугинка, нека му биде според твојот збор. Исто Лука 1 глава 38 стих. Значи, Господовата слугинка, еве ја, нека му биде според твојот збор. Тука каква вера гледаме? Понизност и послушност. Значи, таа е пример за спремност. Еве, спремна сум, вели, еве ја Господовата слугинка. Нека биде според твојот збор. Таа е пример и за скромност, за скриеност. Таа останала скромна и прикриена цело време, не се истакнувала. Значи, не е некоја жена која е на функција, како што денес се пропагира во феминизмот и така натаму. Значи, таа е пример на понизност секогаш, во понизност и во позадина, а не напред. После Дела апостолски 1 глава 14 стих настанува библиска тишина за нејзе. Не се појавува повеќе. Нема. Освен кога Павле во Галатјаните таму вели роден од жена, се мисли на Исус, роден од Марија, ништо повеќе нема за нејзе во ниедно послание. И тоа е тоа. Ниту едно друго послание. Тишина. Нема Марија. А била неверојатен пример.
за верност во зборот Господов. А кажала само неколку многу кратки реченици. И во тие неколку реченици, во химната на Марија, Лука 1 глава, таа цитира старозаветни текстови. Значи, таа била жена на текстот, жена на писмото. Се посветувала на писмото таа. Од таму гледаме колку ги поврзувала нештата и колку библиски размислувала. Правилно ги поврзувала, значи правилно размислувала, не само така нешто да каже. И размислувала библиски, а не традициски. Таа цитира доста од Стариот Завет и затоа ајде да ја прочитаме таа химна на Марија. 1 глава Лука од 46 стих до 55. И Марија рече: мојата душа го велича Господа и мојот дух се зарадува во Бога, мојот Спасител, зашто ја погледна смиреноста на својата слугинка и ете од сега сите родови ќе ме наречуваат блажена. Зашто силниот изврши големи дела за мене и неговото име е свето, а неговата милост од род до род за оние кои се бојат од него. Со својата рака направи силни дела, ги распрсна градовите во мисли, горделивите во мислите на нивните срца. Ги симна владетелите од престолите, а ги воздигна смирените. Гладните ги насити со блага, а богатите ги отпушти празни. Го прифати Израел, својот слуга, да си спомни на милоста, како што им рече на нашите татковци, на Аврама и на неговото семе довека. Значи, гледаме овде, има доста старозаветен текст. Значи, Божиото Слово изобилно живеело во нез. Павле тоа го вели во Колосјаните за верниците, дека Божиото Слово живее во нив. Значи, ова се однесува и на нез. Овдека гледаме дека таа го нарекува: мојот дух се радува во Бога, мојот Спасител. Значи, и треба Спасител. И таа на реалноста гледа преку библиски текст. И тоа треба да ни биде голем пример нас. Дека на се што се случува, на сите пораки што ги примаме, на сите околности што се околу нас, да гледаме преку Библијата. Таа исто примери за грижлива, пожртвувана мајка. Има голема грижа. А какви се денешните мајки? Нема многу коментар. Фејсбук, социјални мрежи, а децата оставени претежно на телефон, таблет, сами на себе. И после што ни се случува? Па ништо добро, за жал. Ама така е. Мислам дека го знаеме текстот кога Исус остана во Ерусалима, Марија и Јосиф мислеа дека иди со нив, со нивните сопатници, и кога видеа дека го нема, го бараа и се вратија назад во Ерусалим, го бараа 3 дена. Иако Исус тогаш имаше 12 години, ама сеедно е, кога детето ќе се изгуби, тоа е шок за секој родител. И тоа го читаме во таа грижа во Лука 2 глава 46-48 до 48 стих. Вели: и по 3 дни го најдоа во храмот како седи меѓу учителите, ги слуша и ги прашува. А сите кои го слушаа им се восхитуваа на неговиот ум и на одговорите. Кога го видоа, се зачудија и мајка му рече: чедо, што ни направи така? Гледај, татко ти и јас се измачивме барајките. Чедо мое, се мачиме, 3 дена те бараме. И тоа е грижа. Грижа е тоа. Мајчина грижа. И сега, кој е нашиот проблем? Значи, во евангелското христијанство неретко се прескокнуваат овие вистини. Исус, како вистински Бог и вистински човек, со Марија бил поврзан преку папочната врвца. Тоа е факт. Тоа е близина една што ја имал. Овие карактеристики на Марија често се забораваат. Се заборава
сета оваа близина. Марија го доела, го смирувала. Таа го учела да зборува, го учела да оди како секоја и мајка. Дури верувам дека и пред рабините да го учат, го учела и од Светото писмо, тога Стариот Завет. Тоа бил сигурно еден близок однос, полн со обострана љубов и почитување. И тоа е тој пример што ние треба да го имаме. И сега пак се враќаме на крстот, на нашиот текст. На крстот, видете. Исус растнат, умира во страшни маки, Божиот гнев целосно истурен врз него, а долу стои мајка му. Колку тежок призор за една мајка. Го гледа синот кај што умира. Страшно мислам. Името Марија во старите толкувања значи горчина. Таа болка на Марија и беше пророкувана од старецот Симеон. Исто е запишано во Лука, 2 глава, 34-35 стих. Видете што вели таму. И Симеон ги благослови и рече на неговата мајка Марија: гледај, ово е поставен за паѓање и подигање на мнозина во Израел и знак на кој ќе му се противат. А на самата тебе мечот ќе ти ја прободе душата, за да се откријат мислите на многу срца. Мечот ќе ти ја прободе душата. Точно овај призор. Таа ова го слушнала и тоа како го слушнала. И тоа правилно го разбрала и го слушнала. И сега видите, читајки во Јован 19 глава, одново и одново, мора да се прашуваме зошто овој краток текст за Марија, што Јован ни кажува, овдека, која е пораката? Која порака Бог ни ја дава? Зошто Исус на крајот од неговиот живот, за мајка си, за која, како што кажавме, се грижи до крај, и ја почитува. Значи, Исус се грижи за нея, и тој ја почитува. Гледаш што вели, еве ти, мајка му вели на Јован. Јован е зема, така пишува во текстот. Бидејќи неговите брајка тогаш се уште не верувале. Зошто во овој краток текст, точно на крајот на животот, Исус е нарекува жено, а не мајка? Зошто тоа толку е нагласено? Зошто Светиот Дух тоа толку го нагласил и тоа 2 пати во Евангелието по Јован? Не мајка, туку жено и то нагласено. 26 стих во нашиот текст. Вели: а Исус што ми ја виде мајка си, покрај неја ученикот кој го љубеше и рече на мајка си: жено, ете ти син. И ако го гледаме целото Јованово Евангелие, кога сакаме да видиме што поточно сакал да каже во целина, ќе воочиме дека Исус тоа го прави на почетокот на својата служба и на крајот исто и вели жена. И тоа е поентата, тука е поентата. Кога започнува со својата служба, таа веќе не е мајка. Таа е жена. Каква порака за нас? На крајот, кога ја завршува службата, при својата смрт, таа веќе не е мајка, таа е жена. И каде е сега тука главната поента? Кога е започнал својата јавна служба и го направил своето прво чудо во Кана Галилејска, кажал служба е служба, семејство е семејство, тогаш прв пат ја ословува со жено. И сега некој би рекол, тоа е грубо, зошто не мајко, жено. Но тие што така мислат не разбираат. Тука не се работи за грубост,
се работи за контекст. Не е непочитување, тоа е порака. Ајде да прочитаме Јован 2 глава од 1 до 4 стих. Го имаме тој текст. А на третиот ден имаше свадба во Кана Галилејска. Исусовата мајка беше таму. Ги повикаа на свадбата и Исуса и неговите ученици. Кога сврши виното, му рече на Исуса неговата мајка: немаат вино. Исус ја одговори: што имам јас со тебе, жено? Уште не дошол мојот час. Гледате, жено, не дошол мојот час. Значи службата почната е, ама не е дојден часот. Значи, тоа е пораката. Многу ја сака, до крај ја почитува и на крај умира на крстот и за незе, бидејќи незе треба спасение. Вели, мојот Господ, мојот Спасител да е. Човечките односи се човечки, семејсните односи се семејни, ама службата за откупување на светот, тоа е нешто сосема друго. Тука неизе ја нема. Исус знае дека тој е Спасител на светот, дека нема друг пат, дека еден е Бог и посредник меѓу Бог и луѓето, човекот Исус Христос, Бог Исус Христос. Тој знае, не постои друг пат. Исус знае дека тој кога ќе биде издигнат на крстот, ќе ги привлече народите. Значи Исус Христос е Спасител на светот. И ако ние би рекле фала му на Исус и натаму, тогаш Марија прва би рекла точка, доволно. Фала му на Исус. И тоа е јасно како ден од овие текстови. Ова е многу битно да се знае. Исус знае дека Марија нема никаква улога во оправдувањето, откупувањето и спасувањето. Никаква. Жено. Тука не се работи во непочитување, тоа е порака дека Марија нема никаква улога во спасението на човек. Еве неколку прашања што јас би ги поставил. Ако Марија е соучесничка во откупувањето, во спасувањето, како тогаш е нема во горната соба? Каде што го слушавме посебно избраното учење за посебно избраните ученици. Зошто? Се некои велат дека може би тоа било, ама нигде не сретнавме ние во тој текст. Вели 12 мината и Исус. Евангелието е за секого, но учењето не е за секого. Ако внимателно читаме, ќе видиме имаме мноштво, вели, мноштво на луѓе го слуша. Имаме 72 кои ги прави, че имаме 12, а имаме и тројца. Значи, секој има свој удел. И колку и што. Што би рекле денес, не е за се за на интернет. Нешто треба и посебно помеѓу нас да биде. Марија е нема во горната соба, па како тогаш е нарекуваат мајка на црквата, кралица на небото? Да, ја нема. Онаму каде што се поставуваат темелите на Евангелието и учеништвото. А зошто? Еве да речеме зошто е нема на гората на преобразувањето на Исус, каде што се Петар, Јаков и Јован, столбовите на првата црква. Таа не е таму. Како тоа? Ако Марија е царица, владичица, пресвета, како тогаш и неизе и треба спасение? Или уште по-конкретно, како и неизе и треба помош од црквата? Јоване, ете ти мајка, вели. Жено, ете ти син, да се грижи за тебе. Јован е дел од црквата. Тоа Исус го кажа. Ако е пресвета, зошто не може да биде свештеник? Ова се само некои мои прашања така, со кои сакам да ја доловам нелогичноста во нештата. Павле во 2 Коринтијаните ни дава еден текст за луѓето да сватат што е дружба, дружба и што е служба, служба, а што семејство, а не непотизам.
што е страшен проблем денес кај нас, па и на овие балкански простори. Ајде да прочитаме 2 Коринтијаните, 5 глава, 15 до 16 стих. Кога дојдовме до заклучокот, еден умрел за сите, значи дека сите умреле. А тој умре за сите, да живите да не живеат веќе сами себе си, туку за оној кој умре и воскресна за нив. Затоа од сега и ние не познаваме никого по тело, иако Христа го познававме и по тело. Сега веќе не го познаваме така. Значи, што вели? Нема повеќе познавање по тело, нема познавање по жена, по мајка. Христовата крв е многу, многу појака од тоа. На почетокот и на крајот од службата. Господ со причина својата мајка Марија ја ословува со жена. Евангелието по Матеј ни кажува дека Исус тоа го правил и во текот на службата. Не она буквално, но ајде да прочитаме Матеј 12 глава. ...46 до 50 стих. Додека тој уште им зборуваше на мноштвата, ете мајка му и брајката негови стоја надвор и сакаа да му зборуваат. И некој му рече, еве, мајката и твоите брајка стојат надвор и сакаат да ти зборуваат. А тој во одговор му рече на оној кој му кажа, која е мојата мајка и кои се моите брајки? И ја протегна својата рака кон своите ученици и рече, еве ја, мојата мајка и моите брајки. Зошто кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата, тој ми е брат и сестра и мајка. И ова е тој текст. Значи, мајка ти, тој вели, која е мојата мајка? Оние кои ја вршат волјата на мојот татко, кој е во небесата. Таа е мојата мајка, моите брајка, мојата сестра. Е сега, па како ова библиска Марија, која размислувала, била верна на Словото, размислувала библиски, станала некоја друга Марија овдека на овие простори, или би рекол Марија од традицијата, Марија од народот. Тоа е друга Марија, друга личност. Гледаме во Библијата што кажува. Тоа се некои други сили. А знаеме кои. Но ајде, тоа се случувало низ историјата со векови наназад. Во 4-5 век, таму, во Ефес, јасно се користел изразот Мајка Божја. И било многу јасно дека Марија го носела и родила Бог и ништо повеќе. И тоа не е спорно. Соборот во Ефес јасно поставил ограда, барикада, дека Бог е единствен, кој дава живот и единствен спасител, и тоа било многу јасно. Но подоцна таа ограда паѓа и се прави компромис со светот, со народите. Сето тоа под притисок. Исто што и денеска се случува да паѓаат многу бариери во црквите, да има млакост, па ЛГБТ, не знам што ти не. За жал, така е. Таа ограда паднала и Марија е прогласена за трајна девица, безгрешна девица. 553 година во Цариград е прогласена за трајна девица, а подоцна безгрешна. А што прочитавме во овој текст? Мајка ти и твоите брајка стојат надвор. И како сега таа е останала трајна девица? И безгрешна. Гледате како вистината е разоткрива лагата. Сакале ние или не икеле. Вистината секогаш ја разоткрива лагата. Мој македонски народ. Жално. Па покасно, 1950 година, значи пред колку, 70 години, Марија на небо се вознесла и тоа го донел папата Пий 12 како догма, а подоцна православната црква, бидејќи ова има католичко потекло, не го прогласува за догма во црквата, ама тие си го прославуваат и понатаму како празник, 28 август, мислам. Значи, се ова не доаѓа од писмото, се ова доаѓа од човек
доаѓа од народот, од луѓето. Видите што вели еден текст во Лука, 11 глава, 27-28 стих. Ако го зборуваше тоа една жена од множеството, извика, од множеството, од народот. Блажена е утробата која те носела и градите од кој си се хранел. А тој и рече, што и вели Исус? Уште повеќе се блажени оние кои го слушаат Божиото Слово и го пазат. Значи, ова е од народот. Уште тогаш некој од народот велел блажена, преблаг. Ама Исус вели уште повеќе оние кои го слушаат Словото и го пазат. Кога детето ќе се роди, тука е мајката. Има топлина, има блискост. И сето тоа е вистина. И затоа човек секогаш оди кај мајката. Ја бара мајката. Кога му е тешко, што вели мов мајка му, мајчица. Не таткото, мајката. Така е. Само заради таа блискост. Но жени и сестри, немојте да ми се налутите. Мајчинската љубов има сила. Но никој повеќе не сакал од еден маж. Тоа е таа пожртвувана љубов, тоа е таа жртва, тоа е тој крст. Исус Христос не љубел повеќе од било кој друг. Тоа е крстот. Тој е на крстот, а таа е под крстот. Тој е на крстот. И ова е голема вистина за сите нас. Па и за Македонија. Каде 70 до 80% од нашиот народ се држи до тоа. Мајчишка, Богоројчишка, спасиме. Да, блискоста рековме. Ова сето доаѓа од топлината, од мајката. Но тоа го одвоивме од спасението. Тука да бидам јасен. Дури црквените отци допринеле за оваа традицијска Марија, и затоа да не се подпираме многу на нив, бидејќи тие се луѓе и можат да сгрешат, тие не се темел, тие се цигли во градбата како и ние, само се тие подолу, ние сме малку погоре, како оди времето. Бидејќи црквата не е патот до небото. Таа е патоказ. А патоказот можеш да го завртиш. Ама Исус не може да го свртиш како што сакаш. А дека патоказот се врти, гледаме и денеска, како црквите стануваат млаки, па се вртат према финансии, према не знам што, па знаеш, оттаму не финансира, мора така. Не вистината. Треба вистината. Исус не можеш да го свртиш, бидејќи тој е патот и вистината и животот. Имаме и други места од каде што доаѓа ова за Марија. Некои велат дека Марија им се јавила, па им дала некоја порака, не знам што, и оттаму доаѓа таа друга Марија. Но она Бог што го рекол и пишано е, тоа е овде. Нема јавување, тоа е инбоксот е празен. Какви јавувања, какви пораки. Сето се измислици, само за некој да добија своја корист и своја популарност. Тоа нема, ама апсолутно никаква врска со вистината. И сега, бидејќи луѓето денес не го познаваат Бог, не ја познаваат неговата љубов и милост, тогаш одат, кога имаат потреба, најблиску до она што го знаат, она што му е најблиску, до човекот. А кој е така? Мајката, мамо, толку блиску, ама потполно промаршено. Мајко, Богородица. Многу блиску, ама промаршено. Вистината е битна и тоа како? Многу е битна. И затоа кажав дека вистината стално ја разоткрива лагата. И за крај, едно прашање, дали е тоа опасно? Дали е опасно? Спаси нас, мајчичке, Богоројчичке, смилувај се, мајчичке, Богоројчичке. Тоа
Многу го слушам. Па и таа бараше милост. И не за и треба милост. И не за Христос искажа љубов како мене, како тебе. И ја спаси незината душа, зашто е грешна. Исус се сакаше, да, се грижеше. И на крај на Јован му велят, ти мајка. Немој нешто да и фали. Мајката се почитува, така е. Така и Словото не учи, почитувај ги своите родители, за да поживееш подолго на земјата. Таа го смирувала, го доела, се будела ноќе. И тоа е вистина. И тоа мора да се врати. И вие кога бевте мали, некој се будел, ве доел, сте плачеле, ве смирувал. И доаѓа време кога тоа мора да го вратиме. И тоа е еден вид на љубов. Еден вид на љубов. Но ова на крстот е нешто поголемо, нешто друго. Нема врска со семејството. Ова е спасение. И тука човекот нема никаков удел. И сега често ме прашуваат, дури и некои, дали тие луѓе се спасени. Зборуваме за 70-80% од нашиот македонски народ. Тоа е наш народ, наши блиски луѓе, роднини, соседи, пријатели. Еве моје мислење. Со влезот на небиблиската Марија или небиблиската Мариологија во Христологијата се менува Христос. Еве како. Со додавање на Христос. Ако му додаваме Марија, Петар, не знам кој, нив ги возвишуваме, Христос се смалува. Со додавање на нешто плюс на Христос, на Евангелието, тогаш Христос не би бил доволен. Христос не е доволен. Христовата крв не е доволна. Дали може некој да се осуди и да го каже ова? Без разлика каков свештеник, поп, владика, кардинал, папа, бискуп. Дека Христос не е доволен и му треба помош. Му треба Пресвета Марија, му треба Свети Петар и така натаму. Дали некој би се осудил да го каже? Христос кој е совршена жртва, еднаш за секогаш дадена жртва. Не е доволен. Тоа е проблем. Со додавањето на било што на Христос и било кој, го смалувате Христос. И тоа е основа на идолопоклонство. А идолопоклонство тоа е грев. Платата за гревот е смрт. Со влезот на Марија во спасението, во Евангелието, се менува Евангелието. Добро знаеме што Павле кажува за другото Евангелие во Галатјаните. Страшно, но ајде да прочитаме. Да не остане непрочитано што се Галатјаните 1 глава од 6 до 10 стих. Се чудам дека така брзо се одвратувате од оној кој ве повика во Христовата благодат и преминувате кон друго Евангелие, кое не е друго, само има некои кои ве збунуваат и сакаат да го изопачат Христовото Евангелие. Знаете? Но ако и ние или ангел од небото ви проповеда друго Евангелие, различно од она што ви го проповедаме, да биде проклет. Како што рековме порано и сега пак велам, ако некој ви проповеда Евангелие што се разликува од она што го примивте, да биде проклет. Дали јас сега ги уверувам луѓето или Бога? Или настојувам да им угодам на луѓето? Ако уште би им угодувал на луѓето, немаше да бидам Христов служител. Страшно. Променување на Евангелието, извртување, друго Евангелие, да биде проклет. Така вели Светото писмо. Евангелието е едно, писмото е едно, посредникот е еден, Бог е еден, спасението доаѓа само на еден начин. Тука нема мамо, нема мамички.
Евангелието е јасно и мора да бидеме јасни. Бог е свет, праведен и вистинит. Човекот е грешен и е непријател по природа на Бог. Но Бог е љубов, полн со милост и нуди решение. Својот син Христос на крстот. И што сега ние? Ние имаме друга опција. Не е доволен Христос на крстот, не е она што Бог го нуди, Марија, Пета, Марија, мајка. Писмото вели нема друг пат освен Христос. Спасени сме од Бог во Бог за Негова слава. Спасени сме од Божјиот гнев преку Бога за Бог да се прослави. Не сме ние толку важни како што мислиме. Значи спасението е за Него, за Негова слава. Не е битно нашето здравје. Туку ние со нашето духовно здраво тело да го прославиме Бог. Бог да се прослави. Значи станува збор за праведно простување. Тоа е оправдување. Тоа е крстот. Тој наместо нас. И нема Марија на крстот. Таа е под крстот. И за крај, што би рекла и самата Марија? Него слушајте го, што и да ви рече направите. Него, кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во Него. Него слушајте. Амин. Да се молиме. Татко небесен, семојкен Господе, Ти благодариме за тоа што си вистинит, праведен, но Ти си милостив, Ти си љубов и толку не возлюби, до крај не возлюби, што го даде својот еднороден син да пострада на крстот, точно за нас, за нашите гревови, за ние да бидеме оправдани. Ти благодариме што не ни се потребни никакви други средства, ниту други лица, да дојдеме при Тебе. Потребна ни е само верата која Ти си ни ја дал, да веруваме во Тебе и да добиваме милост од Тебе, да бараме милост, Господи. И затоа умножувај таа вера во нас, зацврстувај, охрабрувај повеќе да ревнуваме за Тебе и да Те бараме, Господи. Бидејќи Ти си единствениот пат. Ти си вистинат, Ти си живот. Се доаѓа од Тебе, Господи, и преку Тебе. Ти благодарам, Господи, за оваа заедница што си ја дал овдека во Прилеп, што Ти ја уцврстуваш. Те молам, благослови го секој еден. И ова слово што денеска се проповедаше, да се вреже во нашите срца. Како би имале живот во вистина, живот во полнота, Господи. Знаеме дека полнотата доаѓа само од Тебе. Те молам, Господе, за благослов и понатаму, во оваа недела. Ти водине, Ти управувај со нашите животи. Ти исчистувај, Господи, нашето тело, подготвувај го и за Господовата вечера, која ни е следната недела. Ти зацврстувај во духот. Се молам за оние кои се болни, Господи. Ти исцели ги. Се молам и за овој народ, Господи. Ти откри му се. Ти избави го од оваа темнина, од овој мрак. Се молам и за властите. Еве, наближуваат избори. Знаеме како е тоа кај нас. Но Те молам за мир и правилни одлуки, Господи. Се оставаме во Твое водство, по Твоја волја. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.